Објавена нова бомба за власта на Словена Боки 13 и другарките, каде наводно во главна улога е Радмила Шекеринска. Според дел од медиумите, во видеото се гледат министерката за одбрана и Катица Јанева на гостика и Бојан Јовановски. Дека била во домот на Боки 13 во јануари годинава потврди и самата Шекеринска, откако претходно тоа во судот го кажа неговата куќна помошничка Драгана Колевска, покрај средбата на која биле министерката и поранешната шефица на СЈО. Таа кажа дека гости во домот на Јовановски биле и други политичари. Во домот на Бојан Јовановски дојдоа Радмила Шекеринска и Катица Јанева. Посетата беше куса и тие брзо си замина. Кај него дома сум ги видела и Кирацовски и Стефан Богоев. Во друга прилика беа дојдени и Орце Камчев заедно со Зоран Милевски Кичеец и уште едно лице. Шекеринска не е единствената од видните политичари во СДСМ кои биле гости во домот на осудениот за рекет, како што се откри во текот на судскиот процес. Меѓу гостите таму бил и министерот за здравство Венко Филипче, а и техничкиот премиер Спасовски во декември минатата година потврди дека имал средба со Боки 13, но само службено. Службени контакти 2 или 3 кои што биле, пред се однесува за одредени пријави кои што ги имаше и тој и новинарите од телевизијата за упад во електронскиот систем во телевизијата, и за тоа беа оставарени средби со директорот на Бирото за јавна безбедност. Спасовски, Шекеринска и Филипче се само дел од врвот на СДСМ, кој има релации со осудениот на 9 годишна казна затвор за рекет, иако демантира откако Боки 13 заврши во притвор, блиски контакти со него има и Александар Кирацовски и Костадин Костадинов, за кои беа објавени фотографии како заедно седат во кафејана. Во серијата бомби за власта беше објавена и онаа во која Заев се фали дека тежи 8,5 милиони евра, иако во анкетниот лист кој е објавен на вебсајтот на владата, тој тежи околу 730.000 евра, што речиси 12 пати помалку од оние 8,5 милиони кои се слушаат во разговорот, но за ниту еден од објавените разговори, каде има сериозни индиции за можен криминал, обвинителството се уште нема поведено никаков предмет по одобрен глас. Јовановски најави дека во неговиот телефон може да се открие многу повеќе околу контактите со политичарите од врвот на власта, но ниту судот, ниту обвинителството не реши истиот да го вештачи, иако самото тоа го побара Боки 13, како би се открило зашто тој разговарал со видни ликови од СДСМ. Денеска беа објавени бомби и за опозицијата, каде се тврди дека разговараат генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев и поранешниот министер за транспорт и врски Милјана Киевски. Во снимките се слуша како тие договарат резервација на неколку авиони од странство за да донесат гласачи од диаспората, најверојатно во периодот околу 2015 година.